Скоро 30 години од композицијата која нема кој не ја подпевнува. Од своевидната великденска химна, која што покрај првите обоени јајца представува и прва асоцијација на големиот христијански празник Великден. На Великден сум се заљубил и приказната за оваа песна во студиото на телевизија Сонце во емисијата од своја страна директно ни ја пренесува незиниот автор и изведувач Џино Папас Џокси. Велам добри дете токму за него. Добар ден, добар те нашол. Како сте? Па одлично, ете така малку под овие услови невообичаено. Нема ќе нема како се вика на додатни движења. Све е умерено, значи тука нема случајно. Него на дистанца. И така. Не идам натаму. Да. Прво вака едно мое гостување во ендемија. Благодарам за тоа што ја прифативте на прва поканата. Благодарам. Џино Папас Џокси или Ѓурѓе Васик? Да. Кој ќе го користиме? Уметничкото. И од каде првото? Уметничкото. Од каде приказната за Џино Папас Џокси? Има неколку приказни, ја веќе сум ја зборувал, дури веруе ми досадно ми е веќе и да се повторувам. Самиот прекар Џокси ми е уште од средно. И тоа благодарејќи на еден другар. Тоа може би поврзано со името. Да, тоа е поврзано со името, поврзано со една случка која ни се случи во Љубљана, каде што имаше контакт со тогашната милиција, бидејќи ние бевме многу бунтовни, се смеевме, си раскажувавме вицеви. Така што бевме укорени и при преглед, бидејќи бевме малолетни, немавме лични карти, милицајецот побара од нас идентификација и ние почнаме да се смееме и па немаме такво нешто, добро. Па ти како се викаш и имав еден другар Звонко Поповиќ. Имав другарот Звонко Поповиќ од ГУЦ. Почна да се смее и почна да им ги, према презимињата, да им ги дават прекарите. Поповиќ Попси, Допси, Мопси, Џокси. Так. Според името, така? Так. Од тогаш ми остана тој прекар. Тоа беше, мисля, че ни втора или трета година, средно. А она Џино Папас прв пат го земал као псевдоним, уште 87-та година, така бе, отприлика нешто, година ден од кога почина мајка ми, тоа е фактички името и презимето на мајка ми, али она грчконо. Так. Инаку Евгенија, односно Кина Попова, од село Ранци, Егејска Македонија, и по неа, ете, и денеска вака, сум препознатлив, отколку ли со она оригиналното име. Така, оригиналното ретко и кој ти го знае. Ти имаш и една интересна случка на заболекар кога нема да те повикаат. Да, се случува и тоа, нели? Кога веќе си навикнат да те ословуваат со едно име, односно со прекар претежно, нели? И сега одеднаш слушаш. Да, ти слушаш, ама тоа е некако подсвесно. Да, вика си го слушам името и презимето, ама кој знае зошто е тоа? Меѓутоа болката на забот си го прави своето, значи немаш никакви допирни точки со све она што се движи околу тебе или што се слуша. И така ете дојде до едно такво мало недоразбирање, би сакал да кажам, иако на крај сестрата се извини, меѓутоа таа од кај да знае, мене ме гледа вака. Так. Као Џино Папас Џокси, не ме гледа као Васиќ Ѓорѓе. Пошто јавноста најмногу го познава Џокси? Па претпоставувам по песнава пред се. Мислам, по химната. Да, по химната. Меѓутоа онај близок круг на роднини и пријатели ги знаат и другите песни од моето творештво.
Така, неспорно е дека имаш повеќе песни, не е да. само на Великден. Е сега ние тука малку ќе ја продлабочиме од приказната за она на Великден, која што Добро. представува и своевидна, нели, великденска химна, нема кој не ја знае, кој не ја подпевнува. Од каде приказната за оваа песна? Кој е автор, можеби на текстот? Па, Како беше пред да се- прифатена на почеток? пред да се создаде самата песна или пред да дојдам на таква идеја да направам таква песна, следат неколку случки. Првата случка, сега случка, тоа не е веќе случка, тоа е веќе раскажување на она што било порано, нели? Тоа е периодот кога дедо ми ја барал баба ми за жена. Така. Тоа се случувало во Ранци, во црковниот двор, и тоа баш за Великден. И тоа имал 3-4 обида дедото, додека мојот прадедо, значи на баба Уранија, таткото неколку пати го одбивал, нели? Додека, нормално, пукнал филм, ајде, доста си ти више. Доста молиш, еве ти ја, не? Тоа е, да кажеме, едната случка. Е, сега, уз таа случка има и други некои приказки што баба ми ги раскажуваше, што, да кажеме, не се влезени во песната, затоа што тоа е само поидовен мотив на она што се случувало. Кога велам поидовен, љубовен поидовен мотив. Така? После има една случка, тоа е во едно мало место Селца, се вика на островот Брач, каде што исто така една постара, повозрасна господја. Јас онака, нели, детиште мангуп со цигара в рака и во процесија. Меѓутоа там ме подбра под мишка. Ми каже, извини, дечко, каже, одакли си ти? Ја кажем, из Скопје, ја, каже, Македонец, да. Знаете, каже, шта, у процесии се не пуши, ја се стаписав и нормално ја фрлив цигарата. Меѓутоа, таа цело време не ме пушти. Дури влеговме во катедралата и ме смести во првиот ред. Нели, католичките цркви веќе имаат клупи, ај се така да ги наречам, не знам како им е црковниот назив. Ме седна во првиот ред и ми вика, знаеш што, вика, ти не мораш, вика, да ги пееш песните што ги пее свештеникот, меѓутоа, вика, отварај уста како да знаеш. Тоа е, да кажеме, втореден момент што ете на Великден ми се случил. Значи, тоа цело време тлее. Ти стоиш како текстописец? Јас сум автор на текстот и на музиката, а аранжманот е на Тоше Попсимонов. Така. Што прави Џокси денес? Што прави Џокси приватно? Еве, во време на пандемија. Па, ја вака, ако гледаме пандемија, ендемија, колку е една година, така? Година и... Па, кај мене пандемија е скоро 10 години. Собственик сум на еден портал, Кукурику.мк, и претежно сум околу него ангажиран. Тоа ми е преокупацијата секојдневна. И нормално се она што треба да се брка околу спонзори, донатори и не знам што друго. Што е со оние проекти на кои што беше активен? Те препознаваме по многу проекти, по многу, нели? Од тие проекти, значи, од кога за 11 години во Телма, како уредник на детската програма, така, таму се сите уредници, снимив негде околу 400-450 емисии за деца. Меѓутоа, од тогаш наваму, значи, никој не изрази од телевизиите желба, а бев у 2 телевизии, за да направи некој детски проект. Сите, како што гледаш, сите телевизии се, основата им е политиката, информативниот сектор, во кој се вложува најмногу. Иако, ако не се лажам, сите телевизии во законот за радиодифузија стои да имат барем најмалку 30% емисии за деца. Ниједна од телевизиите, значи кого год да земеш, значи сега ние да имаме јак човек, јака држава и да каже стоп, сите телевизии ќе бидат затворени.
Сите радија ќе бидат затворени, затоа што и радијата ги нема тие емисии за деца. Така што во едно вакво лудило, ја не знам кој да, има, гледам некои проекти, да, ама тие проекти се на 10, 15, 20 епизоди и толку. Нормално, тоа се многу поскапи проекти. И треба повеќе пари. Значи, зборувам за оние, на времето на МТВ одеше една емисија Звон. Таа Звон сега е сведена на 30 минути или 60 минути, ај се да не ме. Така, па еве јас како дете пораснав со тие на МТВ емисиите за деца. Тоа беше добро. Тие, да кажеме, од 9 до 12 и од 3 до 6 се репризира. Значи 3 сата беа. Односно 6 сата беа дневно. Со реприза. Значи од тогаш, кога замре сето тоа, значи ниедна детска емисија нема пуштено телевизиите во етер. И тоа е жално. И тоа ми е многу криво. Од каде е љубовта за работата со дечињата? Па не, тоа љубов. Тоа или го имаш, или го немаш. Значи, дека јас уште како мал сум бил цело време на улица, цело време сум се играл со децата, ние сме имали разни... Добро, секој во свој време има своји игри, нели? Денеска имаме компјутерски игрици, имаме мобилки. Социјални медиуми. Да, социјални мрежи и окей, тоа си е окей, но ние во нашето време имаме сосема наши социјални игри. Викторија, игравме, тоа е фудбал на еден гол, да, знам, да, така. Викторија игравме една мали голчиња, ај се да не спомнам оние многу едноставни игри за мали деца, камај, пипни стој, што ја знам, па челик, па тркалце. Па тоа беше вистинско детство, можеби. Сакам да кажам дека тоа се оние денови кога сум живел безгрешно. Да, воделе моите сметка, за да не исчукам глава, скршам колено, мада имало и такви моменти. Тоа е период од животот кој највеќе го сакам. И највеќе останал врежан во мене. Тоа е иницијалната каписла за да ја, да кажеме, им овозможам на децата да го кажа своето јас на телевизија. Значи, со онаа емисија на Сакам да бидам, што одеше на Телма, ние за една година емитување направивме бум. Значи, децата се таков тип на луѓе кои барат многу поголемо внимание во било која област. Така. А ние сме тие кои треба да ги усмериме. Нашата перцепција, оние како ќе ја впиват, меѓутоа, нашата перцепција треба да бидат наменети за нив во нивна едукација. А не ние тоа да го негираме, па не знам што, да измислуваме разни причини дека не може тоа да се стори или не знам што или. Многу ми е криво што ете така медиумите не се заангажирале да направат нешто посериозно во однос на децата. Еден период од својот живот живееш во Хрватска. Да. Како ќе го опишеш тоа искуство? Колку те промени, колку те порасна како човек? Па многу. Верувам и многу, затоа што претходно имав една група, Макакус. Така едно 10 луѓе се имат променето во групата. Една случка што се одлучив ја за Хрватска е тоа што не успеавме после една победа на Младинскиот фестивал во Суботица, за кој требаше да снимиме музички материјал. Значи, не успеавме да се одржиме како група, туку секој од нас си тргна по свој пат, меѓутоа тој свој пат, благодарејќи на родителите, затоа што родителите највеќе инсистира да не се занимаваме со музика, отколку од музика нема ништо, отколку ли да земеме нешто здраво, да учиме, разбираш, бичеш ти тати инженер, Така, да.
и тако тоа. Кога тоа се случи, јас веќе се одлучив да заминам за Хрватска, барав промена. Промената ја барав од проста причина што ќе ме убиеше моментот да останев тука и да ги гледам сите оние лица со кои работев и односно да ја гледам нивната немоќ, дека не може да направат ништо друго, да сторат нешто плюс за себе и нормално за групата пред се. Хрватска е едно... Ја живеев таму 8 години. 8 години сега вака кој ќе кажеш па не е тоа ништо, ама е нешто. И многу е битно таму односно било каде и да одиш, многу е битно со кои луѓе ќе соработиш. Значи јас налетав на една група луѓе кои беа приземни, кои здраво размислуваа за се она што се случуваше во однос на работата. Значи таму ние бевме се уште СФРЈ, се уште бевме слободоумни и немавме никакви пречки во однос на човекови права, националности или не знам какви се други пречки сега има, нели? Едноставно мислевме на она што бевме задолжени. Јас бев менаџер на една градежна фирма тука од Скопје и имавме едно подрачје од Дубровник до Задар, па негде околу 350-400 мајстори ангажиравме за работа во Далмација. И за тој временски период тоа е фактички една животна школа, ај сега да го скратам да не филозофурам многу. Тоа е една животна школа која ретко не ми се верува дека ќе ми се деси, затоа што можеби нема време више, нели? Меѓутоа, сите патокази во животот таму ги научив. Од одговорност према работата, према колегите, према одредени блиски луѓе, затоа што јас сум сепак таму дете некое од еден друг простор. Далматинците се прекрасни луѓе. Значи ме префати што се вели она на прва. Дури со некои музички лица и контактирав таму, пред се мислам на Тончи Папич, сега веќе покојни, првиот автор на химната на Хајдук. Од музичарите би ја издвоил Зорица Конча. Со кого друго вака имав, Јовој Малиов Дворник. Со него веќе сме биле така едно добри месец дена, сме се дружили, сме се гледале. До неговиот концерт во Скопје, после јас тука останав, ни се разидоа патиштата, он замина за Лондон, за Загреб и така. Се едно прекрасно искуство за тебе. Па, ајде, така да го кажеме. Така ќе го крстиме. Така ќе го кажеме. Јас пак се навратам на Великден. Дали очекуваше Џокси овој антологиски хит да биде хит кој што ќе го пеат од 7 до 77? Па не во никој случај, затоа што сега ќе ти кажам, првата верзија кога ја снимивме со Тоше на Крит, ја пративме на Маквест. Маквест ја одби со образложение дека имало многу фолклор во песната. Иако морам да наведам дека во пропозициите стои можност песната да има фолклорни елементи. Так. Не се, тоа е нивни проблем, се виде сега, после толку години што ја пропуштиле. Потоа година дена таа беше преслушувана, година дена беше забранета по преслушувањето на, ајде да кажам така, стручниот кадар на музички лица, односно музичките уредници на Радио Скопје, кои кажа дека песната не е за на радио, пред се затоа што не е нивна продукција, а и заради тоа као што ти не си способен да фатиш женска па молиш Бога. У тој смисол беше кажано сето тоа и така да песната пребродила се и денес се навистина. После година дена бев во жири на Рокфестот во Скопје.
И во тоа жири, како член беше и Јане Коџебашија. Јане Коџебашија беше уредник на музичката и касетна продукција. Бидејќи он беше еден од тие кои ја преслушуваа песната, дали може да оди или не, и тој кажа, Џокси, вика, време, сега е време песната да ја пуштиме. И така дојде до првиот албум, кој се вика На Велигден. Така, јас овде ќе ги поканам и нашите гледачи да уживаат во песната, која што сега ќе им ја понудиме во емисијата. Тука ќе направиме и кратка пауза, па потоа повторно се враќаме назад во студиото. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Јас не сум видел што на Великден се насобрам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Сега нека одекнам од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, сакам неа да ја најдеме. Јас со песна ве повикувам, така неа ќе ја најдеме. Еве сме повторно назад во студиото. Јас, мојот денешен гостин, Џина Папаш Џокси, ќе го прашам сега што за себе смета дека направил, а е најуспешно до сега. Мислиш материјално или Како сакаш Сладико? Што за тебе е најголем успех до сега? Во сите овие години, нема да откриеме колку години. Тоа треба да се расцепка на неколку елементи. Затоа што сеопфатно е прашањето, не е конкретно за нешто. Па што се однесува за работата, тоа е тоа. Значи, тие години во Сплит и, да кажеме, оние години додека работев во Телма, тие 11 години со емисиите за деца. Тоа е, да кажеме, нешто што за мене значи почеток на созревање и години на созреаност. Веќе, значи, од 2010 наваму тоа веќе е нешто разводнето, затоа што и општеството ни е такво. Не сум изгубен во никој случај. Сега имам, да кажеме, таа трета младост, нели, порталот,
со него сум сега преокупиран. Музиката е се уште дел од мене. Од време на време ќе направам песна, затоа што тоа сакал некел јас. Всушност секој автор го има тоа во себе, нели? Така, и секогаш ќе... И тоа е тоа. Нешто она што сум направил најдобро во животот, тоа е ќерка ми. Ако може Така е. И како и секој родител нели се гордее со своето дете, така и јас со неа. Така, она дипломираше и магистрираше во Јапонија? Да, и се Тоа уште ми е е интересен таму. факт. Да, Така, се уште таму е. Па да, веќе овој е Поднаучи јапонски? четврта, па не да поднаучи. За тебе. Како? За тебе ова прашање, дали поднаучи Ја? ти јапонски? Ја не. Ма ја дури на шега кажам, тати, викам, ја ако дојам таму, викам, ако почнам јапонски да зборам, ти викам 100% ќе мислат дека ги зезам. Да. Тежок е во секој случај, али секој е и чест. Мислам, како веќе она, како се вика, го има положено јапонскиот за да може да конкурира, да аплицира во државните фирми. Па се надевам дека ќе слушнеме сега и нови гласови во однос на незината работа таму. Секоја чест си посакувам и јас успех. Да. Ќе те запрашам уште, која ти е најдрага награда? Имаш многу награди, еве и на Златна бубамара исто така. Што значат наградите за тебе? Доказ ли ти се за нешто што си направил? Како? Дали ти се доказ за нешто што си Па направил во животот? они се е, да кажеме, доказ, не? Тие се сведоци, наградите се сведоци на она што си го направил. Сега многу минем вика, фрли тоа, тоа се само награди, немаш ништо од тоа. Не, тоа е за мене историја. Кога тренирав гимнастика, првите награди ги добив како еден од најдобрите гимнастичари во Македонија. Тоа се, да кажеме, не знам, како да ти го опишам тоа чувство. Ја веќе кој ќе се нафаќам на една работа, Ја одиш до крај. и одам до крај додека не постигнам некој успех. Не со намера за да прекинам. Околностите права за да прекинеш нешто. Така. Значи, ако во гимнастиката сум работел толку вредно и толку трудно за да дојдам до некое ниво, сум ги собрал сите можни награди во Македонија и имам едно 6-то место на државно првенство во Загреб. И автоматски првите 8 фактички доаѓаат како младинска репрезентација на Југославија. Не се. Не успеав да дојдам на такво едно европско првенство затоа што имав пех некој. Меѓутоа, тие награди ми значат многу. И ден денеска кога зборувам, да, нормално сите ми зборуваат за музика, за ова, као ти сега, нели, претпоставам дека алудираше на тоа, на музичките награди. Да, но ти имаш и други. Секогаш кога размислувам за награди, секогаш одам на првото што ќе ми падне, ми паѓа, значи првото место на малите олимписки игри, еве се така да го крстам тоа. Сори не, така и си беше, нели? Бев се вкупен победник и плюс поединечно на секоја справа имав по една Тоа не е златна мала медаја. работа и тоа е многу битно Па не е за мала тебе. работа, али ти кажа, околностите прават ти да се повлечеш. Пази, јас сум бил тинејџер. Така. Сум имал 14-16 години сум имал. Не е проблем. Од музичките награди, нормално дека првата музичка награда највеќе ти остава впечаток, бидејќи ја работиш за неа со сиот оној труд за да дојдеш до таа награда, као со гимнастика. Значи, јас веќе ја имам таа упорност во себе, ја имам таа истрајност и нормално се не ми е мене тоа некоја непознаница за да направам нешто за да дојдам до успех. Така и со музика. Мислам, талентот сосема случајно ја открие, не она некој ми кажал земи сега свири така. И прави. Така и со првата награда Сома Какус ја имавме на еден акустичарски фестивал во Сивац, тоа е во Војводина едно место. Таа награда ми е драга. Мислам, ја издвојувам вака као почетна. Наградата на Младинскиот фестивал во Суботица, прва награда е таа. Љубов, вино и солзи, односно сите што ја знаат утеха од Махфест, таа е од 95-та ми се чини.
И нормално сега. Буба Мара ми е она најсвежа награда. Кој ќе гледаш тоа не е многу, меѓутоа секој од нив си одбележува еден период од моето творештво. Така. Пред да ја завршиме емисијата, јас имам издвоено неколку прашања за тебе, кои што се кратки и кои што се лесни. Се надевам. Добро. Кога би бирал каде да живееш, би одбрал каде? Сплит. Како мал сакав да станам што? Голман. Во што? Фудбал. Во фудбал? Твоја омилена песна? Од твоите? Моја? Аха. Имам една песна се вика Машки рогови, маки големи. Бидејќи во тантиемата што ја забележува во МРТВ беше многу голем насловот, па моравме да го скратиме и има поднаслов Девица. Тоа е песна снимена, направена е 77-8 година, а снимена е 2-3 години подоцна во студијата на Македонската Таа ти е омилена? Таа ми е омилена. Добро. Прва песна снимена. Така. Ако би јадел некој јадење доживотно, тоа би било што? Јадење од животно? Не, доживотно да би требало да јадеш некој јадење. Што? Едно. Едно. Секој ден тоа, саба или ручек, вечер ова. Добро за вечера, не мора да го јадеш. Да. Ќе умрам одма после 10 дена. Што е за мусака? Вау. Никогаш не би можел да работиш што? Како професија? Као професија? Да. Па да размислувам да направам песна. Да напишам песна. Аха. Омилен лик од македонската јавна сцена? Јавна сцена. Многу се за јавање во Македонија. Омилен лик. Омилен лик за јавање. Без разлика од која област или? Без разлика. Омилен лик. Татјана Алексич. Професор по македонски јазик во Корчагин. Така, да, ја знам. Би снимал дует со? Дует. Па имам ја, колку дуета имам? Сега со кој би снимал? А сега со Не дали кој? имаш. Со кого би снимал? Со тебе. Ја не знам да беа. Че стоиш, че отвораш уста како баба на што викаше. Прво кафе сам или во друштва? Не бирам. Прво утринско. Па првото утринско. Ја не правам муавет на сабајле. Може и со некој, али може и сам. Джина Сам Папас не го. Джокси или Ѓорѓе Васики? Джина Папашокс. Која е пораката која ќе упатиме, великденската порака која ќе упатиме кон нашите гледачи? Великденската порака. Сакајте се, И луѓе. честитка. Сакајте се. Не мислете никому зло. Не знам. Ќе победи љубовта. Па љубовта секогаш кога победува има недоразбирање. Мора да се најде некоја будала. Отпосле. Да, за да направи некое зло. Тоа. Джокси, фала ти за оваа прекрасна атмосфера која што ни ја донесе во емисијата од своја страна. Ти благодарам уште еднаш што на прва ја прифати мојата покана. Јас прекрасно си поминав, се надевам и тие, се надевам и нашите гледачи. Ќе ти честитам за се досега. Навистина имаш многу постигнато, навистина нема кој, нели? Не те знае и не го знае она кое што ти го имаш направено. И ќе посакам да се видиме, ама без маска и без пандемијата на COVID-19 и во живо да си ја испееме на Велик. Океј, зашто да не? Си посакувам јас таква нешта. Се надам дека после ова ќе излеземе сите позитивни. Позитивни, ама во друга смисла. Да. Као по енергија, но. Така. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, Джина Папас Джокси во великденското издание од емисијата од своја страна. Многу ви благодарам што и овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце. На самиот крај упатувам посебен поздрав до моите пријатели од бутик Мај Мода, кои што имаат неверојатна нова колекција и кои што мора да ги посетите, и до мојата шминкерка Самара и Мери. Ви закажувам средба за 7 дена во исто време и на исто место. Бидете поздравени.